Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска повторно сме должни да ја кажеме вистината. Истите тие кои денес зборуваат за недостиг на социјален диалог, ги подсетуваме на јануари 2024 година, кога тогашната влада на СДС и ДУИ поднесе пакет закони со кој што сакаше суштински да ја смени методологијата за пресметката на платите. Да бидеме целосно прецизни, со тие законски измени се предвидуваше минималната плата повеќе да не биде дел од формулата за пресметка на платите на административните службеници и покрај тоа што истото беше дел од колективниот договор кој што тогаш го потпишаа ССМ и владата на СДС. Тоа ќе значеше дека секое едно зголемување на минималната плата нема автоматски да се одразува врз останатите плати во јавниот сектор. Или да кажеме појасно, прекин на линеарниот раст и слабење на заштитниот механизам за работниците. Дополнително, последните измени на текстот тогаш не беа ставени ниту на енер. Синдикатите тогаш јасно посочија дека првпат се запознале со предлог законот од веб страницата на Собранието. Немаше вистинска јавна расправа, немаше суштински социјален диалог преку економско-социјалниот совет. Кој реагираше тогаш? Тогашното раководство на ССМ дојде во Собранието. Заедно со нас, како тогаш опозицијска ВМРО-ДПМНЕ, поднесовме амандмани и го спречивме носењето на тој закон. Не дозволивме минималната плата да биде исфрлена од формулата. Не дозволивме платите да станат одвоени од реалниот раст на минималната плата. Токму затоа, денеска платите растат секогаш кога расте минималната плата. Тоа е факт. Тогаш поднесовме над 40 амандмани. Еден од тие суштински амандмани беше токму предлогот на ССМ, минималната плата и понатаму да биде дел од пресметката, со што линеарно би се зголемиле и другите примања. Ние и сега сме доследни. Затоа прашањето денеска е едноставно. Зошто се премолчува што се случуваше во 2024 година? Зошто Трендафилов денеска не го кажува тоа? Зошто не се кажува дека токму со заедничка акција го заштитивме принципот минималната плата да стане основа за пресметка на останатите плати? Ние тогаш не дозволивме на брзина, со европско знаменце и скратена постапка да се протне решение што ќе ги чини работниците. Денеска, како власт, продолжуваме да го почитуваме истиот принцип, системски, институционално и со јасни правила. Разликата е очигледна. Кога сме во опозиција спречуваме штета, кога сме на власт обезбедуваме системски раст. Работниците заслужуваат стабилност, предвидливост и целосна вистина. Не селективна меморија, не дневна политика. Ви благодарам.